Само високите плати на рударите може да ги спасат рудниците од проблеми. Големиот одлив на работна сила е проблем и за рудниците, зашто голем број на рудари на работа заминуваат во Србија и Косово. Во овој контекст размислува и менаџментот на Бучим, каде платите константно одат нагоре. Тој проблем се надзира и ние сериозно како менаџери мора да внимаваме на тоа, мора да ги негуваме младите кадри. Ние успеавме во Бучим да ги подмладиме, да го подмладиме кадровската структура, но тој проблем ни доаѓа. Можеби ние немаме се уште проблем затоа што во Бучим просечната нето плата е 555 евра за изминатиот период. Тоа не е голема плата за рударскиот сектор, но за нашите средини тоа е релативно задоволувачка плата. Рударството во државата е исклучително важна гранка поради што во интерес на рударите мораше да реагира и државата. Рударите во нашата држава ќе може да одат во пензија само со работен стаж, а тоа е 35 години за жени, 40 години за мажи. Ги остварија и првите пензионирања токму во оваа година. Во меѓувреме, нова екзистенционална сигурност за рударите од Бучим е отварањето на рудникот Боров Дол, каде со вадење руда ќе се започне за неполна година. Сме во планот и очекуваме следната година во ова време, дури порано во август, да почне да се транспортира руда од Боров Дол до Бучим и тоа ќе значи да се продолжи животот на рудникот Бучим за минимум следните 10 години. Инаку во североисточниот регион во Македонија функционираат 4 рудници со околу 2000 рудари кои овозможуваат рударството и вадењето на камен во вкупното индустриско производство на Македонија. Оваа гранка да учествува со 80%.